22 кутии. 22 цент преварувачи, само едно прашање. Каде е милионот? Една погрешна кутија и целата емисија зема еден сосема поинаков тек. Тоа му се случи на нашиот Джоле минатата емисија, чуваната 22 ја отвори и многу сгреши. Го испратевме со 10.000 телевизор и со многу убави спомени, а бога ми и многу смеа, затоа што беше баш расположен за разговор. Барем ако немавме пари, се забавувавме. Би сакала вечера да имаме слична емисија во однос на забавата како минатата со Джоле, но со многу повеќе пари. Добро вечер, драги наши гледачи. Ова е едно ново издание на Силеништо во кој што игра нов надпреварувач. Се разбира со своја среќа, со своја Амајлија, можеби шема, тоа не знае никој, но на што е најважно е сите против банкарот. Уживајте да видиме кој ќе ве забавува. Марија, кутија број 19. Ние се нарековме Марија Магдалена и Јакубаво исто и така, се презива инаку Матеска и доаѓа од Прилеп. Марија, добро ти вечер. Добро вечер. Добро ми дојде. Добро ве најдов. Добра ли си? Супер. Расположена си? Многу. Многу? Зашто Да. си расположена? За милионот. За милионот? Да. Дали тоа главната причина поради која што си дојде на овде? Па, прво да си ја пробам страичата Така? и да ве запознам вас. Да, Лично. драго ми е. И како ме запозна, како е? Преубаво. Како што очекував. Како што очекуваш? Да. Добро. Марија, додека беше зад кутиите, запишуваше ти нешто? Не, Не? не. А паметиш нешто? Аметам. А заклучи нешто? Како? Не. Кој добива најмногу? Од што мислиш, што е пресудно? Храброст. За добра игра? Храброста и пак И среќата. И страичата. Да, тоа не може никој добро да го каже како оригинален прилепчанец. Добро, Марија, 19-ката, дали ти значи нешто? Дали имаш шема, не. Амајлија? Амајлија немам, шема немам и не знам како би Не знаеш како ќе почнала. почнеш. Да. А имаш ли барем нешто за чување? Не, Немаш. Не. Мислење за бројката 19 ти значи нешто или не? не. Не ти значи ништо. Мислење Онака. зашто си излезена ниско, високо, поставка само барам од тебе. Па да се надеваме на високо. За нешто високо. Добро. Марија, ова 19-ка содржи една од овие суми што ги гледаш на екранот. Се разбира дека може да биде било што. Како ќе отвориме кутија, така знаеме дека таа сума не е во твојата кутија, а до тогаш можеме да претпоставиме и да се плашиме дека имаме можеби денари, 5 денари, може некој 20.000, а може и 1 милион, кој што неодамна не беше земен. Се надам дека кој е кај тебе, дека нема да ја направиш истата грешка. Марија, никој не знае која сума во која кутија се наоѓа, ниту јас, ниту банкарот. Идеш како што мислиш и ја продаваш твојата кутија со број 19, тогаш кога ти сакаш или може да не ја продаваш. Дали е се јасно и дали имаш трема? Малку. Ама многу малку. Многу. Ќе помине сега. Во ред. Марија Матеска, кутија број 19, рековме доаѓа од Прилеп и првата и главна причина сум јас. Да. Добро, малку јас, малку повеќе милионот, кој што се надевам дека навистина ќе биде освоен оваа вечер. Прва рунда 5 кутии за Марија. Марија ја започнува својата прва рунда. Да, но само пред да почнам, Да. имам еден мал гест, да го Гест, наречиме. ајде. Сакам гестови. Не е поклон, Туку е? внимание. Па фино кажа. Уау, па видете. Марија, што те инспирираше ова да го направиш? А не знам, така. Така ти дојде. Ми дојде, да. Ти и- благодарам на вистина, баш убаво и да знаеш дека ќе си ја чувам и убава боја си избрала, не случајно. Тука е милионот, овде е 18-ка. Како ја запиш 18-ка, ве гледате? Не ја запишав. Туку? Онака. Така ти излеза. Да. Кој е 18-ка овде? Горан. Командирот. Ќе видиме? А? Ќе биде интересно да видиме што има таму. Еве таа нека седи тука. Ти благодарам уште еднаш Марија за убаво изненадување, убав гест, а сега може да почнеме, повели? Весна. Почуваме од убавата шеска, насмејаната Весна, отвори кутијата. Сина љубовната,
Добра игра. Добро е, 10.000. Втора Марија, 8. Другата Марија. Та не е Магдалена. Само Марија Марија, отворија да. кутијата. Со среќа, Марија. Браво. Третата поред. 13. Геле. Од Дреново Да, за Прилеп. Колку? да прилеп. Усеќа. Браво. Си била ли во Дреново, може би, никогаш? Не. Не? Продолжуваме. Четврта. Александар. Кутија број 22. Со среќа комшија. Први комшија, само денар. Браво. Браво за комшијата. Уште една, драга. Билјана. 2. Билјана, кутија број 2. Ајде, Билјана. Добро е, може, 20.000. Марија, па одлично беше оваа прва рунда. Да. Како се одлута дека немаш идеја како ќе Па играш, навистина и нема идеја. како ги отвораш овие? Така. Шашма. На шашма, навистина. Навистина. Има некоја вака да ти дојде малку како да се плашиш, да ја отвориш или за причувување, откако си откако застана тука, еве не мора од дома да се мислиш како е тука. стварно. Сите се Ништо? опасни. Сите се опасни, добро. Здраво, со кого си дојдена? Која оваа весела екипа? Здраво. Ова весела екипа е 2+1. 2+1. Да. Пошто Марија е бремена и бебето е Ама славно. дали? Да. Ма браво. Тоа е уште една Марија. Да. Ај први представи се Марија. Здраво, јас сум Марија, другарка на Марија. Другарка на Марија, од кога сте другарки? Па 5-6 години. 5-6 години. Прилепченка си и ти, Да, Марија. А до каде е бебето? Па уште малку. Патува. Уште 20 на дена. Навистина? Да. Уште 20 на дена ти вака изгледаш Да. на 20 дена пред пороѓај. Сите, дај Боже, сите вака. И да изгледи вака да се чувствуваат убаво, лабаво. Браво, си каче. Марија, оти е прво или? Второ. Второ, добро, малку си се изверзирала со првата Да. колку толку. Добро, драго ми е и Јас сум Илчо. Исто Љупчо. од Прилеп, другар на Марија. другар на Марија. Да. Јас имам, Марија, информација дека твојот супруг е дојден тука со тебе. Да. Ама не е влезе. Ама не. А зошто? Не сака пред камери. Па добро, ќе му ставевме нешто преку глава. Може, имаме кеси, некој, не знам, блуза, некоја, ќе му ставевме преку глава. И сега он дојде тука да те донесе само или што? Или да ги земе парите само кога ќе излезеш? Ми вика, Тера, јас не се појавувам пред камера. Толку, и немаше шанси да го убедиш. Немаше, а? Како се вика? Менде. Море, менде. Ама ајде, ќе видиме сега, само нека земе девојчево пари, па ќе видиме. Првата понуда ја очекуваме после одлична прва рунда, а јас сум правила хаос овде. Домакинкава да расчисти малку. Добра ти вечер, банкару. До двете Марии. Да. 3 се, со се онаа се 3. Мада ние ја знаеме книгата Двете Марии. Славко Јаневски. Многу сум вредна. Само нешто раскревам, бришам. Значи, толку чистам да среќата ќе се исчистам уште малку ако продолжам. Така викаат. Банкару така викаат. Вели, немој многу да чистиш, среќата ќе се исчистиш. Па да. Голем поздрав, Марија, до тебе и секоја Фала, до поздраво, твојата банкару. прилепска екипа и до бебето. А менде најмногу го поздравуваш. Јас сум му лута, ти поздравувај го, ја не го поздравувам. Лута сум му. Да. 11.000 динари е првата понуда од банкарот. Убаво почуваме, Марија. Убава прва рунда, убава прва понуда. Кажи дали понудата? Не важи. Понудата нема да важи. 35, 100, 250.000 милион, па си направила вака простор и ги издвоила 5.000-4.000, како да сака да каже, овие од 35 до милион нема да ги отворам, се друго отворам и јас се согласувам со тебе. Втора рунда за Марија од Прилеп. Мито. 12.
Ајде одиме со Мито и кутија број 12. Браво. Кимета. Број 1. Кимета, отвори ја кутијата. Еве, ја насмејана си научи, она веќе готово. Нема потреба ништо да се каже. Уште една. Седумнаесет. Јабанка. Погледна малку. Видели сега меѓу време некоја што не ти се отвора? Сакам малку улива, малку Водиш десно. малку лево. Ајде, Јованка. Со стеќа. Браво. Марија, како и да одиш, добро одиш. Добро. Малку лево, Лошо малку лево, малку десно, до душа да имаш право, тука веќе стоиш, меѓутоа 30, 500, 251 милион се во игра. Браво за Марија, одлична втора рунда во која што ја одигра сама. Друштво, дали веќе учествувате нешто, како е планот? Не, сама. Не. Така? Сама да се игра. А Менде, што кажа? Ништо Кажа ли не некоја бројка? Ме остави сама на себе. Така те остави? Да. Ако освоиш пари, ќе види нешто од пари, бе, како ти е план? Не. На децата ќе си ги потрошам. На децата. Добро, така е. Она, ни твој, ни моје, на децата. Да. Добра. Марија, каде работиш, што работиш? Работам скоро 9 години во автомобилската индустрија Гентерм. Како? Во Гентерм. Гентерм? Да. Кај се наѓа? Во Прилепата? Да. Во Тирс Прилеп. Добро. И Како што? како линиски лидер 9 години се веќе таму. 9. И само тоа го имаш работено, бидејќи ми кажуваш Да. 9 години, ти имаш 28. Прва работа ми најдолга. Така. Инаку имаш две синчиња? Да. Колкави се? Адријан и Дамјан. Адријан е 8, а Дамјан година и пол. Добро, ти се на време си фати, значи, Да. така? Со реција фаци работата. Со реција фати Да. работата. Долго ли сте со Менде? Со Менде скоро 11 години. 11 години, добро. Значи, дали децава, еве, Менде ништо овој не кажал, меѓутоа дали децава може би ти кажа некој број, Па Адријан, тој му е Роналдо омилен фудбалер. така, седумката. Седумката, да. Добро, што, да ја чуваш или да ја отвориш? Мамо, чува ја, па сега ќе видим. Така каже, за чување. Да, мора за Роналдо да се чува. За Роналдо да се чува, ќе видиме ти во текот на играта, Да. ќе видиш. Дечки, дали вие откако сте седнате тука видовте некоја сомнителна кутија? Не. Не. Ние не е сомнителен. Не, сето е една. таман. Сето е таман, кој ќе закочи, ќе каже. Кај што ќе закочи, кај како да закочи? Кој ќе Не сме да закочи со закочи. игравач, ќе каже за помош, тоа ќе поможи. Ако побара помош, добро, во ред. Марија очекува незината втора убава понуда. Добро продолжение. А кочи ме еве од плетвар надоле. Со кочење се дојдени. Да. Ама затоа тука е милионот во игра, така што види па ти, да не почнеш ти да кочиш. Вели, ја почувам да кочам, 2 убави рунди од игра. И убаво покачување од 11 на 20.000 денари. Браво, Марија! 20.000 денари, екранот изгледа феноменално. Зошто изгледа феноменално? Затоа што ги има сите 4 во игра, највисоките 30, 500, 250 милион, а го нема денарот. Тоа најмногу ми се допаѓа. И ќе те прашам, драга моја, дали за оваа сума ќе размислуваш, може би, или да продолжиме? 20 денари, кажи дали? Не важи. Така е, понудата нема да важи. Е така, она што ми беше интересно додека беше зад кутиите, неколку пати си имаш пријавено дека имаш сина во твојата кутија и беше во право, еднаш дури рече дека денарот е кај тебе. Јас кажав, ако знае некој каде, не, некој денарот да се јави, и само се слуша гласот на Марија, вика, еве сум. И тоа страшно ме насмеа, и знам дека те отворивме, немаше беше денар, денар, па ама е имаше, исто. ама беше сино, тоа сакам да кажам, не сгреши. Да кажам, многу беше интересно, беше многу храбро, затоа што Се бараше денарот. Да, ама не сите храбро од тебе да се пријавиш, затоа што се уште имаше високи во игра и ти некако се пријави, не ти беше страв дека ќе сгрешиш? Не. Или имаше добра интуиција?
Па не знам, така, ондатре ми дојде и дојде. леле, викам после што направи, јас. Да, видов дека она се премисли, рече сега ако сгрешам, ама секоја че сега однатре што ти доаѓа за 19-ката? Не знам, стварно немав интуиција, само тогаш те така, леле, викам, сега ако ја сгрешив. Ајде сега гледај да имаш таква интуиција за да отвориш 3 сини, може? Трета рунда за Марија од Прилеп. Повели Марија. Игор, 15. Игор. Отвори. Браво. Срболюб, 20. Малку се подразмисли. Првите 2 рунди ги отвори некако така брзо, меѓутоа сега малку се подразмисли. Срболюб. Отвори кутија. Со среќа. Браво! 250 динари. Уште една. Славица, 5. Ова важна трета рунда, ќе биде ли одличен 5 Славица, што мислиш? Мислам дека ќе биде. Мислиш дека ќе биде? Ајде биди во право. Ај со среќа. И ти и та. Да, одличен 5, ама кога го баравме милионот, ќе беше Да. одличен 5. Изненадена си, Славица? Да, јас ниско црвено или сино отворено. Да. Искрено очекував дека си во право за тоа што кажа. Нема милион. 250, 100.000, 35.000. Подсети ме само што отвори сега, подсети ме кога го отвори, Сега Срболюб го полесно. отвори. Да. Кој друг? Пред Славица, подсети ме. Игор. Игор, така? Добро. И Славица. Значи сите таму некаде ги отвори. Зошто и како е четворката, таму е новиот Али, Стефан 14, зошто не тие туку Славица? Па не знам. Немаш Пак објаснување? Немам, да. Немаш, добро. Жалам, немаме милион, но имаме 250, да, 250 100.000 и 35.000, очекувајќи ја понуда која што нема многу да ни се допадне. Да те прашам само на која свадба си паднала, на собствената или на некоја туѓа? А не на собствената. Поминали добро се во ред твојата свадба? Да. Да, тамо не Треба. падна. А Не. каде падна? Кај братовчет бевне многу мали тогаш. А, тоа не е тоа. Тоаш не ми е интересно. Ако си била мала. Мислев дека нешто како повозрастна. А што Не, не. со кучето Кане Корсо? Видиш дека тој не предизвикуваш по нешто, зошто? Добро, сакаме куче да земиме и како, Кане Корсо. И добро, објавувам кој има Кане Корсо и се пријавија вака. Неколку. На Фејсбук тоа? Да. Абе, Фејсбукот за се. Буквално за се. И за патлиџани, за кучиња, мачиња, за мажи, жени, за се е Фејсбукот, значи. Универзален. И ајде да најдиме, најдовме одгледувалиште на Кане Корсо и се слушнав со женава, да. Или жената, добро? И вика, супер, кучето, имаме куче, да ме може да го замите. И добро. И одиме, влегуваме таму, двору, кафези, боксови направено, 30, Кане Корсина, ла. И викам, кај одиме, бе? По Кане Корсо одиме. Ти знаеш ли како изгледа тоа куче? Да, сакавне. Имавне лабрадор, и после, ајде Кане Кане Корсо. Корсо. И добро. И сега ни го покажува женава ова кучето, мислам дека имаше 10 месеци. Ама за 10 месеци Кане Тие се Корсо е големи. Да. метро. Аха. И мирно е, супер е се. Ајде, вика, ми да го земаме. Го земаме и го седаме в кола. И женава ми дава една рака храна, вика да ме како сака, дај му. Попат. Да, да си одиме, па не беше многу близко. И одиме. И јас како едно метро поминува, дај му една храна. По едно друго, уште едно метро поминува, уште една храна. Останав без храна. Сега му знам што правим. Смртта во нас е задоволена. Зошто мислиш дека ќе ве нападне? Па да. И немаше што да прави кучето, он назад в кола, си седна до мене, си седиме,
Си појдовме дома. Беше видно. Супер си беше, да. Дали го чувате? Тоа за жал ни умре, а сега има уште не. Што? Исто. Исто Кане Корсо. Да. Како се вика? Атила. Колкаво е сега? 2 години. 2 години. Да. Тој бајаги голема? Да. Сакавте децата да ви растат со домашни Да, миленичиња? но за жал Адриен не сака. Адриан не сака Не. наистина? Зошто? Се Му е плаши, страв, да. да, се плаши веројатно. Па добро, може би требало да земете нешто помало, Да. сепак за почеток, па понатаму и сам ќе сака, но добро, сепак сакам да го чувате, да се биде добро, да се домашни миленичиња и се срциња. И еве го нашиот банкар. Банкару. Дали се бара банкар на Фејсбук? По тебе, да те смени тебе? Некој да те смени? Не постои. Незаменлив си. Нема оглас, не те даваме. Ништо не ни стана, него бетар некој ќе најдеме, вака барем тебе те познаваме. Сега да се расправаме со некој нов. Да, дека си многу фин, заради тоа не те менуваме, се разбравме. Добро? 11.000. Не баш. Се враќаме на првата понуда, да. Бешме 11, па 20, така, се повторно 11. Понудата не баш. Понудата не важи. 35, 100.000, 250.000, нека си останат во игра, убаво си ги одвоила. За жал, немаме денар, ама немаме ни милион. Да. Но, имаме бајаги ниски, така што наредните 2 рунди нека си бидат ниски кутии, ниски суми. Повели Марија. Сихана. 11. Сихана, некако почна со бајаги високи, па некако се случи да отвораш ниски. Се надеваме дека ќе продолжиш со ниски. Отвори ја кутијата. Добро. Ајде новиот Али. 4. Али, таман да го запознаеме. Кутија број 4, Али, здраво. Здраво, Представи ни се. јас сум Али, доаѓам од Скопје. Презиме? Сали, Али Сали. Да. Али Сали. Али Сали. Па баш ми се свиѓа. Али Сали, добро. доаѓам од Скопје, вработувам во водовод и канализација, женет Колку деца? 4 За сега. за сега. Се планирали? Па може, Уште колку? уште 2. 2. Знае ли жена ти? Сега ќе дознае. Ке дознае баш сега. Отвори Али кутијата. Ма нека се раѓаат дечиња. Со среќа. Браво, 40 денари. Одлично. 2 убави кутии, драга. Уште една. Ваква. И кого се мислиш? Ајде, кажи. Мислам да за ги Сенат. вклучиме овие двајца манекени овде, што ништо не мрдна. Ништо не кажа. Меѓу кои се мислиш? Не, со синот мислам дали да го отворам. За Сенат? Да. За бројот 9 се мисли друштво. Отвари прво што ти текнува. Синот. Сенат, а? Да. Добро. Ајде, Сенат. Со среќа. Па браво. Одлично. Како го стрефи оној милион? Видиш што убава игра имаш. Он и Горан не премисли. Кој те премисли? Горан, за кого сега? За него ли те премисли? Да. И ти од него отиде на Славица, така? Така ли го отвори? Тоа те прашувам, како го отвори милион? Така го отворив. Први мислев Горан, Аха. ама не требаше да се премислувам. Кажете. Се полеше во 18-ка да го отвори 18-ка и после се го отвори Да, еве, милионот. 18-ката е овде на слика. Да, ема не се рековме, предомислувај не тоа може што што ти има текне. нешто ниско, не викаме дека има нешто високо, него. Па за, Горан, кажи, па за тоа и ја погледнав, се насмеав чисто ради Сликата? 18-ката на слика. да, мислам знаеш като не мора ништо да значи. Ние Да, рековме да. баш ме интересира што има, може и прва да ја отворевме, може и беше нешто ниско. Меѓутоа, може би се во право. Што чувствуваш, Горане? Па мислам дека има нешто. Нешто високо? Да. Навистина? Вие друштво? Ја мислам дека треба да го отворите од Треба преска да го го гледа. Треба да го отвори. Отвори го, Маца. Да. Навистина? Па од преска се мисли за него да го отвори. Па, може би, тоа што Не се знам, мисли, ти може си би е знаеш. добро, може би... Да.
Па може би. Што вели другарчето? Да го отвори. Ти? Не знам. Ајде играј како сакаш. Не брзаме ништо. Не брзам, не. И ти сакаш да одиш во Австралија, читам. Да, тоа животна желба ми. И ако не појдам, Од каде, зошто? најтопла земја ми. Не сакам зима. Не сакаш зима? Не. Навистина, зошто? Кога си родена, во кој месец си родена? Јануари. Во јануари. Замислете, девојка која што родена во јануари, во среде зима да не сака зима. Затоа. Затоа, по тоа велам. Добро, имаш ли никого таму? Имам, да. Има, Роднина мајка ми има многу во Австралија. така. Од Прилипи, од Битола, таму пола Австралија се. Да, од Прилеп многу имам, да. Да, знам дека има. Каде, во кои градови? Кај би одела, например? Мелбурн. Во Мелбурн би одела? Да, Сиднеј. Сиднеј, ми е Мелбурн. убав. Во најубавите градови. Да. Браво. Во ред. Добро. Се надам дека тоа ќе ти се исполни. А ти се уште многу млада, си имаш и дечиња, Да. се уште ти се млади. Менде е за одење или не? Ао, не. Не. Па со авион никако. Па нека тргне со кола. Ти оди со авион, Со нека тргне. Нека си стави локација и лека полека е нека е Австралија, што ќе стигне. Преку 3 океани. А што не сака авиони? Што човек ќе беше во овој Менде, зошто не дојде? Затоа мотори сака. А? Затоа мотори сака. Затоа мотори сака. Епа на мотор бе на мотор. Еве. Значи Менде ќе оди со мотор до Австралија. Што да слушам? До Тајланд доле да стигне. Добро. Па на бродче. Па на моторче. Опа Австралија. А после Малезија и Индонезија. А бе не кај се. После Куманово. Па немаме милиони, имаме 250 и 100.000. Епа добро, фала Богу, имаме највисоката за сега, ова е четврта рунда, уште две до крај. Највисоката сума што до сега ти ја добиваш како понуда, драга моја, се 30.000 денари. Трите високи ти се во игра, без милион, да имаше милион ќе беше друго, но конечно една симпатична. Да му штен. Да одиш понатаму. Да оди, Оди. Јуди. она до Австралија планира да оди, па сега за 30.000. за рунда, така? За 30.000. 35 се во игра, ете ги имаме Да. тие во игра, 100.000 се во игра, 250.000 се во игра. Се во наредната рунда не смееш ни една да отвориш. Имаш таму, па можеш да не ги отвориш. Имаш 5 за отворање. 3 сини, 2 ниски црвени. Кажи дали оваа понуда важи. Понудата не важи. Браво, Марија! Понудата нема да важи, не треба да важи, затоа што не знам како навистина се случи да го отвори милионот, а супер и одеше и супер и оди се уште, само што го немаме него. А ако не ги отвориме сега, не отвориме ништо високо, ништо црвено високо, ќе добиеме една убава понуда за размислување само. Може ќе се оди до крај. Ако во 19-ката има 250.000, 100.000, па и 35. Одиме со предпоследна рунда. Повели. Милк, 21. Кутија бр 21. Милка. Отвори ја кутијата. Добро. Ајде 100.000, 250.000. Ако не се во твојата кутија, да не ги отвориш сега. Нели се договоривме да одиме кај ниските сега? Добро. Абе, вие не шипкајте, кажувајте ако нешто знаете. Не си правиме муавет, Па, измеш. баш убаво што си правите муавет. Што си правите муавет? Што е муаветот? За 18 кава што закочи. А, леле, за таа 18-ка. Леле, што Белја не најде за таа Се во 18-ка. време и се пулиш. Ти понатаму тврда дека треба да ја отвориш. Отворе. Ја отвориш? Ако скреш. Ајде гора. Може така? Ајде гора. Браво! Секоја чест! Секоја чест! Од прескате тера да ја отвориш. Луѓе, уште една кутија, 3 сини, една ниска црвена, 100.000 и 250.000 во игра. Најважната кутија, Марија, ја имаш сега. Сега сум Меси Роналдо.
Меси број 10 ли беше? Да. И Роналдо број 7. Ќе биде ова навистина борба на титаните. Мирче, мислење. Знам големо да отворам. Сега Знаеш да отвориш голема. Лида, број 7. Јас до сега се ниски имам. Се надевам дека 50 денари. Вие двајца? Измеѓу овие две не знам. 16. Измеѓу овие три, 216. Овој Меси, ако ме зафракне сега, Меси. Додам ке Меси. Меси. Роналдо се пак го чуваме. Роналдо го чувам. За чување е Роналдо. Додам? Оди, оди. Че, кажувај. голема. Голема? Не. Милка. Се што може. Ти што рече голема, ти рече не. Еден од вас двајца е во право. Црвено или плаво? Толку можам да ви кажам. Не, едниот рече дека е висока, другиот рече, мислам, Весна кажа дека е ниска. Затоа велам, Ниска е. затоа велам, еден од вас двајца е во право. Ниско црвено. Па зборат. А кога ќе да знаеме, друштво? После реклами. Одиме со реклами. Убав аплауз за Марија Матеска, ние се нарековме Марија Магдалена, ни доаѓа од Прилип, има 28 години, 2 синчиња, сопруг Менде, па и тој на МС вика, видиш? Менде кој што не е, до тука е, ама не е во студиото. Се врти околу Сител телевизија, да не го фатиме со сила да го донесеме тука. Марија игра се уште со 100.250.000 во игра. Ако е едната од нив во незината кутија, супер, ама ако не се, тогаш мора да внимаваме да не отвориме ништо. Реков дека, кој е во право сега, Мирче или Весна? Што мислите? Весна. Весна. Отвори Мирче кутијата. За жал! Дали ве уплашив дека реков за жал? Да, успеав? Еден аплауз за мене. Ми успеа, значи, да ги уплашам и да кажам за жал, таму има нешто високо, но јас ќе кажам за среќа. 250 и 100.000 се во игра. Браво, Марија! Твоите другари, значи, не престана да коментираат позадие, немам ништо против. Напротив, само сакам да знам што зборувате. Дали да ја прифатите? Дали Да ја прифати или да продолжи? Добро, сметате ли дека ова 19-ка има нешто високо? Ја мислам да продолжи. Да, без разлика колку ќе биде сумата. Без да ја чуеме понудата? Да. Што има да слушам понудата? Марија, пред малку кога зборевме, нели те прашав за тоа кога се јави за динарот, рече така ми дојде. Како ти доаѓа сега? Сега ти имаш една убава понуда, која што ако ја одбиеш, можеш да бидеш внимателен до самиот крај. И сега како и да го стане. Да, значи дали од овие кутии кои што остана, 16, 3, 14 и 7, имаш некоја кутија за чување. Односно, која би ја чувала, без разлика дали ти е за чување или не, туку една мораш да оставиш. Кире. Ако продолжам Кире... Број да го чувам, 16, да. зошто? Па, така. Без никакво значење, без ништо. Да, навистина. Не знам, така ми иди само Кире таму. Роналдо. Роналдо? Што мисли за Роналдо? Мислам високо дека има. Мислиш дека има високо? Значи сметаш дека двете највисоки се во 7-ката и во 16-ката, според тебе? Така мислам, ама сега. Ако продолжам. Со колку би била задоволна? Кој е минимумот со кој што би си одала? Искрено? Да, 60, 70. би се откажала. Да. Не веруваш дека имаш никоја 250 дарка таму или 100-ка?
Не знам, ризик ми е голем, ама па и да почнам да верувам, ако не. Секогаш. Луѓе, уште една рунда до крајот. Која е, сакаме, убава понуда, оти на добар паци да ти земе 250.000, а може би и 500. Можеш да продолжиш, а можеш и да ги прифатиш. 55.000 денари. Близу до тоа што го очекуваше, односно што си замислила да си одиш. Ќе добиеш убава понуда доколку имаш среќа да одиграш одлична рунда. Ја мислам дека имаш нешто високо. Како? Дека има нешто Оди, високо Маца, или 100 оди. или Не 250. прифајчи. Истовремено зборите ништо не разбрав. Првин? Мислам дека има нешто високо. Од овие 100.000 и 250. Навистина? Да. Браво. Исто. Исто така мислиш. Исто. Ако нема, Да му се јавиме на мене. Ако нема здравие. ајде. Лајте. Чо? Чекайте сега Менде да видиме што ќе кажи. Мора, не, нека го праша, намерно ќе го клучиме сега. Замисли да не крен. А каде? Надвор. Идем да го барам. Не. Нема да дојде. Да го барам со полиција ќе го донесам овде. Чекайте да не звони овде негде телефонот. Не. Црни Менде, ако не кренеш сега. Нема да Кај е бара Лилја. Слушај сега. Дај мамо. На интерфон. Менде! Немој ти мене да. Лила е, зашо бе не дојде? Како? Не планирам да играм. Прво време. Ти знаеш како си запишан кај жена ти у телефон? Не знам. Не знаеш? Ајде доближи, сега ќе видат сите. Како Муцето си запишан. Муцето жи ми се така пишува. Менде, ајде сега шегата на страна. Тоа што сум ти лута што не дојде да ја поддржиш Марија, тоа на страна го ставам. Имам друго прашање. Се наоѓа веќе, ја добива предпоследната понуда, има уште една рунда за играње. Предпоследната понуда и се 55.000 денари, игра без милион, ама игра со 250 и 100.000. И треба уште 3 кутии да отвори. Значи има 3.000, 5 денари, 10 денари, 100.000, 250.000. Понудата е 55. Ако ги одбие, овие две мора да останат во игра. Мислиш ли дека има барем нешто во незината 19 од овие две? Не знам како така нека игра. А зашо те баравме? Така да ни кажеш, кажи мислење. Дали да прифати или да ризикува? Уште од првиот пат ти кажав како што така нека игра. На не се оставам. Ој, Муцето многу фин. Многу. Вака, значи, сепак, ако си ти на незино место, кажи ми искрено, дали ќе ја прифатеше понудата, ќе ризикуваше или ќе ризикуваше? Хало? Може би ќе ризикував. Може би ќе ризикуваше. Добро, Менде, со тебе ќе се расправаме после. А сега, пријатно и да ќе видиме што ќе направи жена ти. Чао, чао. Ајде, Муцето, го испративме. Значи, Марија, како си запишена ти во негов телефон? Муцето. И ти? Да. Да. Добро. Што ќе направиш? Беше ли он искрен дека не ти се меша или сега не сакаш Да. да? Да? Добро. Да беше тука што ќе ти кажеш. Терај. $250.000 не смееш да ги отвориш, значи 100.000 може смееш, иако не би требало. Меѓутоа, ако ги отвориш 250.000, повеќе од 55 нема да добиеш, знаеш. Може да добиеш до 50. Како ти оди умот? 50-50. Тоа не е одговор. До сега не оди, бе. Ајде уште малку размисли. Не
Не си малер двете да ги отвориш наеднаш. Треба да оставам една. Така е, само една кутија. Ако имаш среќа, една да имаш кај тебе, а другата да ја сочуваш до крај. А ако немаш кај тебе ништо високо, тогаш една мора да отвориш. Горан, што велиш ти? Мислам дека се 100.000 кај нејзе. 100.000? Тоа е моје мислење. Тоа е твоето мислење. Понудата не важи. Не важи! Браво! Браво, Марија! Браво, Марија! Е сега! 7 Лидија, Роналдо, Стефан 14, Сладжана 3, Кире 16. Ти ја спомене 16-ката дека ти е за чување, спомена и 7-ката, иако нели овде нема правила, не се знае. Дали ќе чуваш една или ќе одиш една по една па ќе размислиш која ќе ја чуваш? Како планираш? Стефан. Може. Првин го стрефивме. Чекай вака, 14-ката како ја сочувавме до сега? Па, така. Случајно. Да. Луѓе, 100.000 се во игра. Треба да се или кај Марија или во кутијата која што нема да ја отвори. Трето нема. А инаку си одиме со нешто многу ниско. Наместо со 55. 7 Лидија, овој Роналдо. Сепак ја отвораме 7-ката, Лидија отвори ја. Ниско. И тоа било, две сини и 100.000. Видете ситуација. Сладжана, што мисли за твојата тројка? Не знам. Не знаеш. Кире? И ти не знаеш. Луѓе, 100.000 каде се? Кај неа, кај Сладжа или кај Кире? Кај не. Кај Нез. Кај Марија. Е, сега, ќе видиме. Ако не ги отвори, може да се надеваме дека се кај неа. 16 или 3? Шо е тоа? Поју 16 и 3. Не дишеме. Отвори ја. Браво! Луѓе, каква ситуација? Неверојатна. Значи, добиваме понуда која ќе биде приближно како оние што ги одбивме последните. Уште една шанса ќе имаш. Меѓутоа, ти одлучуваш дали ќе ги ризикуваш и тие и ќе одиш до крај, па ќе си одиш со 100.000, дај Боже, или само со 5 денари. Не. Неверојатно интересна емисија направи Марија. Зошто се смеам, вели, преска одби 55.000 денари, а сега за да има две петки давам 50.005 денари кои што и се таму на екранот. Значи, Марија, дали мислиш дека имаш 100.000 кај тебе? Или само 5 денари? Мислам дека се 100.000, ама не ми се ризикува. Искрено. Добро? Не. Опа, бебево. Ти оставам 20 секунди и те прашувам. Оцо, кај тебе си? Ако не си. Пропуштивме 55 еднаш. Втор пат 50.000, но легитимно е да ги прифатиш и да ги одбиеш, само ако мислиш дека имаш 100.000. А ако не си сигурна... Пак да му се евуваме на менде. Како? Пак да му се евуваме. На менде? И ја ќе ти кажам што ќе ти кажа менде. Како сака таа? Џабе ќе го бараме. Марија, морам да те прашам. 50.005 денари, тие се сигурни? Имам мислам дека се кај те.
Не. 5 денари и 100.000 во игра. Кажи дали понудата важи. Понудата важи. Сепак важи. Важи. Зошто, Марија? Ризик ми. Многу се... Голема е разликата. Јас се согласувам и од едната и од другата страна. Знам дека се 100.000, ама не ми се ризикува. Знаеш дека се 100.000? Не ми се Па зошто не играш ризикуваш. до крај? Не. Марија, ја посакам се да имаш 5 денари таму. И јас. Нели? Ајде. Дали пропуштивме двојно од 50.000 или 5 денари и продадовме за 100? Ајде. Ама, значи, ризик ми беше. Беше ризик, ама Кира, отвори ги тие твои 5 денари, те чувавме до крај за џабе. Луѓе, чекайте малку, смирете се, дечки, вака. Ние имаме трета шанса. 50.000 да ги одвоиме на 100. Затвори ја кутијата сега, бидејќи не ги земавме. Не, мене зашто ми е само криво. Криво ми е дека викаш, знаев дека има Знаев, студија. ама Што ќе правиме со 23-ката? нема да играм. Нема да ја играш? Марија, дефинитивно нема да играш 23-ката. Која би ја играла во случај да ја играш? Која би ја играла? А, БВГД, половина бонус, исто нешто или двојна? Па не знам, и ја и Адријан и Дамјан ми се. Ќе ти дозволам и двете, ама отвори ја први со која би играла. Еве, одлучеше да играш. Г. Ајде. Отвори ја кутијата. Ево и двојно. 23Г, Исто. а отвори ја и Д, така беше? Да, Дамјан. Дамјан, и пак Бонус. малото како ти се викаш? Дамјан. А другото? Адријане. Адријан, ајде. Ау, таму ќе беше ништо. Во секој случај, еден аплауз. Марија беше на добар пат да освои убава стотка и беше во кутијата. Не сакаше да ризикува и тоа е легитимно. Ќе беше штета да се играш со 5 денари. Некој да. Друштво, бевте од почетокот сигурно дека има нешто високо. Секоја ви чест. Ама на крајот не сакаш да ве послуша. Ерлија некај. Ви благодарам многу што бевте со нас и праќате Абер кој ќе се роди и бебето. Готово. За крај, драга? За крај да си ги поздравам моето семејство, Адријан и Дамјан најмногу. Така. Да ги поздравам колегите на работа, што ме сменуваја. Така, им благодариме. Да си го поздравам супервизорот Гоце, кој се потруди секако да ме ослободи. Секоја му чест на Гоце. Браво, Гоце, ти благодариме. Да. Исто да си ги поздравам во Германија, сестра ми, брат му на менде, Филип Јуле, Ивона, Даниел и Хелена. Така, кај се уни во Германија? Кој град, дали знаеш? Во Мајнц се Филип и Јуле, да верат. Си била ли веќе на гости Не. или уште не си? Планирам Тоа е да одам, следно, да. Тоа е следно, добро. А сестра ми во Бинген. Бинген. Да. Добро. Марија, благодарам многу што беше со нас. Беше пресладка, преубава енергија, секош насмејана, помагаше колку можеш. Добра игра, интересна игра имаше. Жалам што малку не собра храброст да играш до крај, но со 50.000 сепак не си задоволни, тоа е најважно. И 5 денари да не ги забравиме од банкарот. Уште еднаш ти благодарам и поздрав до дечињата нели дома. А вам, драги гледачи, ви се заблагодарувам за тоа што бевте ова вечер заедно со нас, за тоа што уживавте, се дружевте, навивавте за нашата Марија. Знам дека сакавте да ги земете тие 100 денари, ама кој да знае. А се надам се што остана дека ќе го земеме во наредната емисија. Убава вечер, сите се гледаме. Па.